Сите предуслови за евентуално прогласување на енергетска криза во земјата се создадени, бидејќи владата на ден пред изборите на 30 октомври за тоа донела уредба. Врз основа на член 14 став 1 од Законот за енергетика, Службен весник на Република Македонија број 96 низ 18 и Службен весник на Република Северна Македонија број 96 низ 19, владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2021 година донесе уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случај на временски и природни непогоди, хаварии и нарушување на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електричната енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности. Стои во уредбата на владата. Самото донесување на уредбата по автоматизам не значи прогласување на кризна состојба, туку според Законот за управување со кризи, по потреба се донесува одлука за начинот на употреба на ресурсите. Тоа значи дека струја мора да има заклучните институции, како болници, армија и слично. Сето ова е во случај на енергетска криза од големи размери, што подразбира природни непогоди, хаварии и слично. Но дали донесувањето на ваква уредба значи во најмала рака досега невидена пазарна криза и цени на струјата? Се надевам дека владата ќе преземе се за да немаме рестрикции во 2021 година, бидејќи денешната ситуација е резултат на несовесно работење во енергетскиот сектор на подолг временски период, а не на енергетската криза која е на светско ниво. Мислам дека за граѓаните ќе има струја, со тоа што ЕСМ продаде електрична енергија на ЕВН заклучно со 31 декември годинава. Би било коректно да се соопшти на граѓаните кој е планот за до пролет. Рестрикции се последна инстанца која се надевам дека нема да ја доживееме. Струја има секогаш да се купи на берзите. Прашање е само цената на таа електрична енергија. Појасни за телевизија Стар Сања Божиновска, енергетски експерт. Она што сега се случува со цената на сите енергенси е состојба која на никој не му се допаѓа, но сега прашањето е не дали владата ќе си го одржи зборот и цената на струјата да остане иста, туку дали струја ќе има доволно. До нова година мислам дека нема да има проблеми со снабдување на домакинствата, меѓутоа како ќе влеземе во 2022 година е дискутабилно. Дали ќе набави владата јаглен за рек, дали ќе купи мазут, дали ќе проработи ТЕЦ Неготино или ќе купи скапа струја. Зависи од изборот, врз основа на тоа ќе се знае колку ќе биде поскапа струјата. Значи прашањето е колку, а не дали ќе поскапи струјата во 2022. Додава Божиновска.